Благој Веселинов најпрво добре ни дојде во ексклузив. Ми е особено драго што ете 2018-2019 некако се чини е твоја година. Особено што постигна големи успеси и тоа некако, освен што даде признание на твојата досегашна кариера, отвори и широки врати за интернационална кариера, но и воедно нели Македонија за влегување во таа светска кинематографија. Добре дојде. Добро ве најдов, ви благодарам што дојдовте и поздрав до сите гледачи кои следат вашата емисија Ексклузив. Ајде малку да го освртиме погледот од твојот вид на она се што се случуваше измината 2018-та, многу успешна за тебе, со освојување на награди, тоа беше некако одскок во твојата кариера. Да, за мене лично и покрај ангажманот кој нели секако го имав и во театарскиот свет и во филмскиот свет, 2018-2019 исцелител. Јас знам дека сум досаден. Мислам, знам дека веројатно може и од страна изгледаме дека сме досадни, меѓутоа тоа е тоа што ја одбележа 2018-2019. Се уште тоа трае, мислам, за наша среќа и за среќа на целата македонска филмска јавност. Колку тоа направи промена во твојот живот во однос на професионалното поле? Кога доаѓате од држава каква што е Македонија, секогаш кога некој ќе ви даде ветер во грб, е прекрасно. И секако дека ме зацврсти како актер. Веројатно ми даде многу тоа што се случуваше, сето тоа што се случуваше, сите тие 15 интернационални награди. Наградата која исто јас ја освоив, која мислам е дел од филмот, нели исто. Ми припаѓа на 16-тата и еве сега ја чекаме 17-тата награда. Морам да ти честитам тоа што си еден од 10 најдобри европски актери. Верувам дека чувството е прекрасно, феноменално и е голем путик за понатаму да го изнесеш најдоброто нешто од себе што го содржиш. Ти благодарам, да, ете, таму бев со плюс 9 актери од Европа, кои се докажани актери за разлика од мене. Има доста, мислам, многу повеќе проекти, работат доста. Имаат, например, јас имам 15 долгометражни филма, тие имаат над 40 сите. Ајслинг Франшозе игра во Game of Thrones, ете, мислам, имав прилика да се запознам и со неа и со сите тие луѓе. И секако дека сум пресреќен по прашање на тоа што се случуваше со мене таму во Берлин. Знаете, Берлин за разлика од другите, например, за разлика од Кан, Берлин не бара таков гламур и мене тоа ми се допаѓа заради тоа што можеш малку покежувал да искочиш, да се прошеташ, да се почувствуваш дека си знаеш, некако... Сепак лекцијата кажува дека се е возможно. Нема граници. Да, се е возможно, меѓутоа мислам дека сепак се заснова на многу работа. Најпрво би сакала нели да се навратиме на твоите почетоци. Кој го припозна твојот талент за актерство? Кој е оној човек кој што сега би сакал да му се заблагодари што настојувал ти да го правиш ова што денеска го правиш? Сакам да им се заблагодарам на сите вработени во Домот на културата во Кочани, Бели Мугри, заради тоа што јас почнав многу млад со театарот, со аматерскиот театар во Кочани и сакам да им се заблагодарам на сите. Мислам, стварно станува збор за повеќе луѓе, да не ги набројувам сега сите. Им благодарам за тоа што јас бев дете, тие се грижаа за мене како мои родители, повозрасните нормално. И им благодарам за секоја минута што ја одвоија за мене, за да ме воведат во тој театар, во светот на театарот, во светот на даските кои живот значат. Која улога која што досега си ја одиграл ти представувала најголем предизвик? Досадно не знам, исцелител, велен, нормално, мислам. Тоа беше првата моја главна улога на филм со режисерот Ѓорче Ставлевски. Разговаравме многу околу тоа како ќе го работиме филмот. 2 месеци пред да почне снимањето бевме во железничкото депо во Македонски железници. Таму запознав многу мои пријатели, огромен поздрав до сите вработени во Македонски железници кои беа дел исто и од многу од сцените кои што се снимаа во филмот. Така што за мене некако јаготка на тортата е тоа дека јас исцелител ми е некако мене таа убавата, мислам, нешто што на што јас му се радувам.
Дали постои некоја карактеристика која што е својствена и за тебе кога зборуваме за Веле, за таа улога? Па да, јас тоа го кажав, еднаш дека потекнувам од работничко семејство, например, тоа што Веле исто така се соочува со такви некои нели социјални проблеми, материјални, секако дека сум го имал низ животот. И тоа беше, да речеме, имав еден линк поблиску да се доближам до тој лик, но сепак и работев доста со Ѓорче за работите кои нормално нели тој и човек и Благој Веселинов ги немаат како заедничко. Би те прашала за едно длабоко прашање во однос на што е среќа. Претпоставувам дека среќа би требало да е дел од она што ќе го исполниш на професионално поле, меѓутоа треба да си целосно исполнет и на приватен план. Па како е на тоа поле? Па јас мислам дека да, апсолутно среќата е нешто што е целина, не можеш, мислам, може секако да бидеме среќни и да се радуваме за нешто, но во исто време да нели нешто ни тежи да бидеме несреќни, така што претпоставувам дека среќа е таа некоја состојба на еден мир, како што би кажал Хичкок, чист хоризонт. За мене мислам дека исто така тоа е некако вид на среќа, мир, да настапи мир, да седиш негде на море и чист хоризонт пред тебе да има и да не мораш да размислуваш нешто многу. Во однос на твоето актерство, што е она што се најавува, можеме да го очекуваме на филмското платно? Значи, во момент, пред 2 години го заврши филмот Дедо и внук во Охрид, каде што Дејан Личе толку е главната улога, во режија на Илија Пиперковски. Ете, тоа очекувам во секој момент да се појави пред светската македонската публика. И во октомври месец го заврши филмот Секој против секого во режија на Андре Кошак, кој го снимавме во Љубљана во Словенија, каде што сум македонец кој живее и работи во Словенија, зборувам на словенски и со нетрпение го чекаме ти тоа да видам како ќе изгледа.